гледате попладневни вести на Слободен печат. Точно во 9 часот утрово работниците предводени од Сојузот на синдикати на Македонија го започнаа протестот пред собранието, блокирајќи ги двата приода од законодавниот дом и принудувајќи ги пратениците да поминат пеш покрај нив. Повод за оваа блокада беше иницијативата на ССМ да се донесе регулатива за зголемување на платите на 600 евра и на сите други плати за 6000 денари. Некои пратеници станаа веројатно најрано во животот, па дојдоа со возила пред 11 часот и се паркираа. Со пристап до јавни информации ќе побараме да видиме кој за денешниот ден ќе се осмели да наплати патни трошоци. Некои од нив лани наплатија и по 10.000 евра, а не сакаат да им ја зголемат на работниците минималната плата која е помалку од 24.000 денари, рече Трендафилов. Тој посочи дека без големи протести блокади на институциите ќе продолжат, а за тоа согласно законот потребни се само 21 работник. Скандалозни наводи за безбедноста на козметичките производи во Македонија открива извештајот на Државниот завод за ревизија кој влегол да го контролира Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Од извештајот е евидентно дека козметичките производи кои влегуваат во Македонија се контролирани од страна на Здравствениот инспекторат и тоа според листа на забранети супстанци од 2010 година. Од тогаш листата инспекторатот не ја ажурирал ниту еднаш, што не ја следи праксата на Европската Унија, каде оваа листа повеќекратно е ажурирана во истиот период. Така всушност во Македонија се контролираат 1600 забранети супстанци, а во Европската Унија нивниот број е веќе рипнат на 1751 забранета супстанца. Министерката за образование и наука Весна Јаневска вели дека новиот закон за високото образование не ја загрозува автономијата на универзитетите, туку воведува обврска за отчетност кон владата за средствата што ги добиваат во поглед на бесплатно високо образование. Јаневска рече дека во моментов не постојат услови за тоа, посочувајќи дека станува збор за сериозна финансиска и системска тема, која не може да се решава без стабилна основа. Во поглед на бесплатно високо образование, Јаневска рече дека во моментов не постојат услови за тоа, посочувајќи дека станува збор за сериозна финансиска и системска тема која не може да се решава без стабилна основа. Македонија се наоѓа на 84-то место на индексот за мерење на корупцијата на Transparency International за 2025 година. И оваа, како и минатата година, има 40 поени. Во најновиот извештај на Transparency International е посочена загрижувачка слика на долгорочен пат на лидерството во справувањето со корупцијата со ограничени знаци на напредок. Македонија и понатаму е во друштво на Суринам, Виетнам, Казахстан и Танзанија. Од земјите од Западен Балкан подобро рангирани од Македонија се Албанија со 42 поени на 80-то место, Косово со 44 поени на 73-та позиција и Црнагора со 46 поени на 65-то место. Полошо рангирани од Македонија се Србија со 35 поени на 105-то место и Босна и Херцеговина со 33 поени на 114-та позиција на индексот на корупција. Проблемот со струја, грејење и топла вода за студентите од домот Никола Карев продолжи и во текот на ноќта, откако вчера пред пладнето тие останаа без струја. За прекинот што трае веќе скоро 24 часа доцна во ноќта се јавија и од самиот студентски дом, кој преку социјалните мрежи потврдија за проблемот, иако засега не дадоа објаснување зошто студентите останаа без основни услови. Им се извинуваме на студентите кои се сместени во студентскиот дом Никола Карев за прекинот со електрична енергија. Од МОН не известија дека во текот на утрешниот ден проблемот ќе биде решен, објавија од домот. Од Министерството за образование и наука засега нема податоци за прекинот на струја и епилогот на оваа ситуација.
Германија долго време е една од главните дестинации за иселување за жителите на Македонија кои бараат подобри услови за живот и работа. Според најновите податоци од Централниот регистар на странци, 161.044 граѓани на Македонија живеат во оваа европска земја, што ја прави земјава една од 25 држави со најголема диаспора во Германија. Во земја со над 14 милиони странци, македонските граѓани се на 22-то место по бројност, веднаш по Кина и Иран, а пред Виетнам. Податоците ја потврдуваат големата миграција од Македонија, но и стабилното присуство на македонската заедница на германскиот пазар на трудот. Она што не е вклучено во оваа бројка се граѓаните на Република Македонија кои заминале за Германија со бугарски пасоши. Едно тогаш 9-годишно девојче стана жртва на мрежата за сексуална експлоатација на Џефри Епстин, како што открија на новата пресконференција републиканскиот представник Томас Маси и демократот Рок Ана, кои беа пионери во објавувањето на досијата на Епстин, пренесува Daily Mail. Низ приближно 3 милиони документи во архивата на Министерството за правда со илјадници видеа, фотографии и лични електронски пораки се појавуваат многу нови малолетни жртви на мрежата, а едно од споменатите девојчиња имало само 9 години во тоа време. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков денес потврди дека Русија ги обновила техничките контакти со Франција, што според него би можело да помогне брзо да се воспостави диалог меѓу рускиот и францускиот председател Владимир Путин и Емануел Макрон. Тој нагласи дека Москва ги цени изјавите на Макрон за потребата од воспоставување односи со Русија. Русија отсекогаш била поддржувач на оддржувањето на диалог што може да придонесе за решавање на наитните и најсложени проблеми. Тие нема сами да се решат, а конфронтацијата нема да помогне во нивното решавање, рече Песков. Тој рече дека освен Париз, другите европски престолнини не покажале никаква намера да го продолжат диалогот со Москва. Речиси 150.000 луѓе контактирале руската служба за внатрешно разузнавање минатата година за да обезбедат информација, некои од нив доведоа до значајни операции, па дури и гонење за терористички акти, се вели во денешното соопштение на руската полиција. ФСБ презема различни мисии од внатрешна безбедност, контраразузнавање, борба против организираниот криминал, тероризмот и трговијата со дрога, па дури и контрола на границите. Активностите на руските разузнавачки служби се интензивираа од почетокот на војната во Украина во февруари 2022 година. ФСБ редовно објавува апсање на лица обвинети за извршување тешки кривични дела во име на Киев. Американската телевизиска водителка Савана Гатри упати јавен апел за помош поради како што наведува киднапирањето на нејзината мајка. Во видео објавено на нејзиниот личен Инстаграм профил, Гатри изјави дека семејството верува дека нејзината мајка се уште е жива и побара помош од јавноста за какви било информации што би можеле да доведат до нејзино пронаоѓање. Апелот доаѓа откако според семејството истекол рокот за исплата на откупот за нејзиното безбедно враќање. Покрај тоа надлежните служби се уште немаат идентификувано осомничени лица поврзани со случајот. Ненси Гатри, која има 84 години, наводно исчезнала преку ноќ од својот дом во Тусон, а последен пат била видена на 31 јануари. Ова беа попладневните вести на Слободен печат. Имајте убаво попладне. Утре се гледаме повторно. Пријатно.